Здраво на сите. Време е за листа за 300. Квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се веќе подготвени и јас за ним го губам повеќе времето, ќе ги повикам да ми се придружат тука и да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Тоа се Сашо и Жаре. Повелете. Сашо, здраво. Жаре, здраво. Трет пат се гледаме. Ако продолжите со ова. Да, трета среќа. Па добро, не дека не бевте срекни минатиот пат. Сега можеш и повеќе. Можеш. Да, но темата беше така можеше да не зезна за малце, нели? Заедно требаше, да. Добри сте, супер. Трет пат во листа за 300, како што кажа, право на учество во нашиот квиз е 5. Имате со ова денешното, мислам, без ова денешното, уште право на 2 доколку победите. Да не сакате да додадете нешто или тоа е тоа? Тоа е. Сашо и Жаре паметно си ги чуваат зборовите за во кабина, за темите. Да не ве деконцентрирам, тоа не ви го одзимам времето. Повелете во домакинската кабина. За да продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи Христијан и Филип. Повелете. Филип, здраво. Здраво. Христијан, здраво. Здраво. Повелете, може понавам овака да не паднете од минута. Како сме денес? Одлично. Одлично. Филип, да ни се представиш на кратко, кој си, што си, како си? И јас сум Филип, доаѓам од Скопје, 27 години, женет, работен. Како брачниот живот? Прекрасно. Прекрасно? Да. Супер. Колку време си во брак? Па 2 години. Поише од мене си. Јас сега треба да правам за некој месец 2 години. Требаше ти мене да ме прашаш, Марче, како е во брак. Нема веќе. Што работиш или да не навлегуваме натаму сега? Ај после, ќе се запознаваме да ќе имаме време. Така е, Христијан, ти да ни кажеш кој си, што си? Здраво, доаѓам од Скопје, 31 година. Со Филип се познаваме долго време. Да, чива беше иницијативата до На Филип. На Филип, да. Филип. Тешко беше да го натераш или не? Не. Не, супер. За денеска подготвени? Подготвени. Нема да ве прашувам кои ви се омилени теми, та порано имав обичај да прашам, да сега не, за да не им откриваме детали или пак да не ги наведеме погрешно противниците. Да не сакате да поздравите некого можете? Понатаму. Понатаму? Понатаму. Потекот на емисијата. Ми се допаѓа ова, значи со амбиција сме за понатаму да тераме. Секако. На долги стази, добре. Денеска во улога на предизвикувачи, дали ќе дое до промена, ќе дознаеме во денешното издание на листа за 300. Повелете во предизвикувачката кабина. Фала. Сашо и Жаре, односно Христијан и Филип, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да продолжиме понатаму без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Христијан и Филип, дали се слушаме? Да. Да. Немаме пречки никакви, така? Се е во ред. Одлично. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, да ми кажете веднаш, ако нешто не е јасно или пак не сте слушнале, да ме прашате. Ваши? Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Сашо и Жаре, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Знаете како иде целата процедура, да не ви повторувам. Може да продолжиме понатаму? Може. Одлично. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи сега продолжуваме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска ќе продолжиме или ако сакате ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои завршуваат со буквата Г како гостивар. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквата Г, но и кои имаат 4, 5 или пак 6 букви. За се прифаќаат сите видови зборови, како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на народи, имиња на компании и слично. Сашо и Жаре, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Христијан и Филип? Да. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Христијан и на Филип. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Христијан и Филип, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 7. 7. Започнуваме со 7. 15.
15. 21. 21. Плюс 1. 22. 25. 25. И 7. 27. 30. Стигнавме до 30. 31. 31. 32. 32. Нека одговарат. Да одговараат. Жаре нешто ми погледнува на часовникот да не ми се брзаш тека. Не. Не, добре. Христијан и Филип, имаме тука 32 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни зборчиња кои што завршуваат на буквата Г доколку сакаме да го освоиме овој поен. Но, да не забораваме дека тие зборчиња треба да имаат 4, 5 или пак 6 букви. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Мислете, има зборчиња, сконцентрирајте се, знам дека не е сега Хак. А не со 3, извинете. да, добро. Со 4, 5 или 6. Внимавајте. Сакате да ви прочитам уште еднаш? Не, направете. Добро. Осигуреник. Осигуреник. Г. Сигуреник. Со Г? Со Г или со К, Марко? Со Г. Извинете. Со Г. Со Г. Да. Но, колку букви има? Осигуреник Г. Г. Многу букви в Христијан и Филип. За жал, како што рековме, 4, 5 или 6, што се случи? Ни се блокираше ли мозокот сега, знаем? Да? Да. Сконцентрирајте се. Значи вака, не е ништо готово. Првата лицитација, немате искуство нормално со оваа работа, затоа пополека. Значи, сконцентрирајте се, слушнете ги темите кои се како се. Договарајте се меѓу вас, изградете некоја стратегија и потоа продолжете. Значи, ништо не е готово, верувам дека знаете, знам какво е чувството во ваква ситуација. Мене како професионалец ми се случувало да се блокирам. Да. Затоа, само пополека. Комуницираме ние тројца, што се вика дури и против вашите противници. Сконцентрирано, опуштете се малце, верувам дека поише од ова сигурно можете. Првиот пен оди кај вашите противници, но ништо не е готово. Сашо и Жаре, честито за првиот поен денеска. Неискуството на вашите противници си го направи своето, но немојте да се опуштате ни вие, затоа што не знаме што ќе се случи во продолжение, да, може ќе се наљутат сега. Имаме тука зборови, баравме, кои што завршуваат со буквата Г на 4, 5 или пак 6 букви. Ги имаме, сега знам дека на Христијан и Филип ќе овакво, ќе им се разработи мозокот, ќе сватат за какви зборчиња стануваше збор како белег, биолог, блог, брег, брлог, бубрег, булдог, потоа викинг, влог, вртлог, гонг, гулак, допинг, потоа друг, еколог, енолог, ковчег, киборг, јасток, плуг, подвиг, ринг, свинг, смог, снег, хирург, чифлик, джогинг, шлак, шопинг и така натаму. Верувам дека сега малце ќе се опуштат нашите противници и дека во продолжение нема да ни се блокираат. Затоа веднаш ќе се преселиме на втората лицитација, додека сме сите расположени да го поминеме и овој дел. А темата за втората лицитација гласи: држави со најмногу милиардери. Извор, сајтот на преглед на светска популација. Бараме имиња на држави, признати и непризнати, од целиот свет кои имаат најмалку 1 милиардер во долари.
Во некои држави има и преку 500 милиардери, во некои само по еден. Нормално. Треба да има државјанство на таа држава, а не само таму да живеат. Значи, не бараме милионери, кои ги има сигурно и кај нас, туку милиардери. На листата има повеќе од 60 држави. Ще еднаш ќе повторам, значи бараме милиардери. Од еден па, како и да е, не ве прашувам за тоа колку сметате дека има милиардери во една држава, но мислам дека едните и другите со малце логично размислување би претпоставиле кои би можеле да бидат. Знаете дека за втората лицитација надаваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна лицитација, за жал во таква ситуација се наоѓаат Христијан и Филип. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Христијан и Филип, кога ќе имаме понуда, да чуеме. 10. 10. 10. 12. 12. 15. 15. 18. 18. 21. 21. 22. 22. 25. 25. 26. 26. 28. 28. 29. 29. 30. 30. И едно. Едно повеќе 31. 32. 32. Кога одговарат? А? Колку е? Ајде, нека одговарат. 32 се. Нека одговарат. Да одговараат? Да одговараат. Христијан и Филип. Сашо и Жаре повторно ќе ви дадат шанса. Овој пат сега верувам во вас. Тремата се надевам отиде. И сега малце посконцентрирано, како што реков, со малце логичко размислување, можеме да ги добиеме одговорите, но не ви се мешам, сигурно и вие си имате план како да го изведете тоа, па кога ќе бидете подготвени, повелете. Сад. Сад. Соединетите Американски држави, не е ни чудно, се наоѓаат први на оваа листа и имаат повеќе од 700 милиардери. Канада. Канада. Така и Канада е на оваа листа. Велика Британија. Велика Британија или Обединетото кралство. Тие се меѓу оние први 10, но ги немам точните бројки. Шпанија. Шпанија. Така и Шпанија е точен одговор. Франција. Франција. Точно. Швајцарија. Швајцарија. Точно. Што кажам? Швајцарија. Италија. Италија. Така е. Шведска. Шведска. Така е. Норвешка. Норвешка. Точно. Данска. Данска. Точен одговор. Финска. Финска. Точен одговор. Русија. Русија. Значи, Русија се наоѓа на петото место, има повеќе од 100 милиардери. Германија. Германија. Германија е едно место пред Русија, исто така од прилика бројката тука некаде. Кина. Така, Кина на второто место со повеќе од 600 милиардери. Јапонија. Јапонија. Така е. Белгија. Белгија. Точно. Холандија. Холандија. Поминавме на пола, сме точно. Поминавме пола, така е. Австрија. Австрија. Точен одговор. Унгарија. Унгарија. Точно. Чешка. Чешка. Така е. Словачка. Словачка. Точно. Словенија. Словенија.
Христијан и Филип, Словенија, за жал, нема милиардери. За жал, ниедно од бившите југословенски републики нема милиардери, барем нелегални милиардери, не знаеме нелегални дали има. Христијан и Филип, таман се опуштиме, добри бевте. Не се нервирајте, имавте доста одговори, до вие, до тука, одлично ги стрчавме, добра ви беше логиката. За жал, Словенија не е меѓу тие. Се уште мала држава, нели, и како да кажам, и веројатноста да има милиардери е многу помала. Без нервози. Денеска, може вака да кажеме, денеска дојдовте таман да опипате терен, за наредниот пат да изградите стратегија и план како до пари, така? Таман. Христијан и Филип, одлични, за жал, возбудата, тремата си го направи своето. Следниот пат, верувам во вас и знам дека кога ќе се пријавите во листа за 300, дека тотално поинакво ќе биде вашата изведба и да кажем, или вашето учество. За жал, денеска мораме тука да се простиме до следното гледање. Ќе се видиме пак, така? Да. Дефинитивно. Сашо и Жаре, честитки уште еднаш. Интересна партија. Дама, денеска паметно се сигравте, си одморивте малце. И тоа е дел од Да. Точно така. Не, тука ништо не зборам. Ја како што кажам и на самиот старт, ова е квиз на знаење и надмудрување. Сега кој како се изгради стратегија, како успее, нели, понекогаш треба да го осетиш моментот кога да му даеш на другиот да одговара. Како и да е, Сашо и Жаре, уште еднаш ќе се видиме тука на главната сцена, ќе ве соочам уште еднаш со темата од нашата листа, дали ќе освојат парична награда. Ќе дознаеме во продолжение, но пред да ги повикам да ми се придружат, да ги прочитам оние држави, дел од оние држави кои имаат најмногу милиардери. Ќе ја прочитам прво и ова листата, како се движат од прво кон 10-то место. Тука се Соединетите Американски држави, Кина, Индија, Германија, Русија, Хонконг, Бразил, Канада, Обединетото кралство и Италија. Потоа тука ги имаме Австралија, Аргентина, Венецуела, Грција, Египет, потоа Израел, Индонезија, Ирска, Јужноафриканска република, Јапонија, Казахстан, Катар, Кипар, Колумбија, Лихтенштајн, Макао, Малезија, Мексико. Како што реков, околу 70 држави во светот имаат и милиардери кои што живеат во истите. Сега е време да ги повикам Сашо и Жаре да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме по паузата. Сашо и Жаре повторно ми се придружија на главната сцена, ако не се лажам, ова е трет пат. За жал, до сега само успеа да ми однесат 50 евра. Искрено се надевам дека денешниот резултат ќе биде поинаков. Сашо и Жаре, одлично одиграна партија и денеска, заслужено повторно се наоѓате на ова место. До сега, како што напоменав, за жал, успеавте да ми земете само 50 евра. Денеска имаме шанса за поправен, темата е спремна. Сега уште го поминеме оној, нели, дел што мораме да го поминеме и да се фатиме после за работа да ги жнееме парите. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150 евра, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си одите од моето студио тука со парична награда од 300 евра. Е сега, да се вратиме на темата. Подготвени? Може. Имам интерес со спортот. Како стоиме со спортот? Така. Ајде, ќе видиме сега. Слушајте и вие добро, драги гледачи. Темата на која што го тестираме денеска нашето знаење е фудбалски репрезентации од Европа кои никогаш не играле на европско првенство. Слушајте. Извор, сајтот на УЕФА. Бараме имиња на репрезентации кои играле квалификации за европско првенство, но никогаш не успеале да се пласираат во завршницата на ниту едно од досега одиграните европски фудбалски првенства. Значи, уште еднаш морам да напоменам дека квалификации играат многу вака сега. Играат и многу репрезентации кои не се признати како држави, но УЕФА им дозволува да играат самостојно. Но повторно ќе напоменам. Внимавајте, треба да имаат играно квалификации, но да не играле на завршницата на европско првенство. Како што реков, имаме 15 празни полиња. Се надевам дека сите ќе ги спишеме сега со репрезентации, но без брзање, кога ќе бидете подготвени, започнете. Црна Гора, не игравме никај. Полека, конечно игравме, брат, не се. Немој. Немој. Црна Гора не знам, да.
Не знам Албанија ничи. Турција не сум. Црна Гора, Албанија. Ајде, смислете две, ја едно од мене добивате. Преку асоцијаци, нормално. Мислам дека Албанија. Ајде, бе, првото што мислеше што беше? Црна Гора. Да идеме со Црна Гора, а? Црна Гора. Ајде, со Црна Гора ќе идеме. Црна Гора прв точен одговор. Како што реков, значи има и репрезентации Да. кои што не се признати суверени држави. Да, Лихтенштајн. Да, може. Ајде, покажи. Кој рекол? Лихтенштајн. Да, не име. Лихтенштајн. 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 Лихтенштајн? Да. Ајде, чим са што се реши, Жаре малце се двоуми, но да видиме. Жаре гледа добрата страна, ако е грешен одговорот, Сашо е крив. Ама не, точен е. Два точни одговори имаме до сега. Ајде, ја ви реков, има дека ќе ви дадам од мене еден наш сосед исто така нема играно. Призна Косово, не знам. Но... Косово, точно, да. Косово? Да. Косово. А што време ако не мислам на Косово? Ќе те ќе дам. Не, сигурно е Косово. Чекай да видиме сега. Има ние други да не знам. Косово. Точен одговор, Косово за 50 евра. Сега, размислете убаво што правиме понатаму. Друго? Латвија, Летонија, Естонија, тие таму. Не знам тие биле нешто. Нема. Оди во парата, оди. Одиме понатаму. Ајде. Ќе видиме така. Ајде. Бач. А тук ги. Летонија, Летонија. Абе, ще играме со Македонија. Ја? Ще играме со Македонија. со кој? Летонија реков. Друго? Да. Латвија и кој рекол? Чекай ли тоа? Чекай. Заглавивме нешто. Проверувавме, но на крај се испостави дека Летонија, за ваша жал, за нивна огромна среќа, во 2004 година играле на завршница. Ги имав тука Ерменија, која Естонија на листава, сега вака кој ќе играле, кој не играле. Тие ги иде беа наред да ги Не, кажем. вака секи ги прочитам овие што ги имам тука забележано, се надам дека и тие се тие што немаат играно. Тука ги имаме Азербејџан, Андора, Босна и Херцеговина, Белорусија, Гибралтар, Грузија, Ерменија, Естонија, Израел, Казахстан, Кипар, Косово, Лихтенштајн, Луксембург, Малта, Молдавија, Сан Марино, Фарски острови и Црна Гора. Сашо и Жаре, одлично ми беше дружењето тука со вас, да. Ке имате шанса да го поправите и овој финансиски резултат во иднина. За жал, денеска во оваа ситуација не успеавме да земеме парички. Чести задоволство, се гледаме во следна прилика. Ја сега да се одјавам, драги гледачи, тука не ми останува ништо друго, освен да ве поздравам. И сакам сите заедно да се надеваме дека во следното издание Сашо и Жаре ќе ми земат убава сума од 300 евра. Како и да е до следното гледање, можам само да ви посакам да останете во добро здравје, да останете со програмата на телевизија Сител и да не заборавате. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!